Публикацијата Есеи за миграција и азил представува збирка од академски, експертски и студентски трудови есеи од областа на миграцијата и азилот. Ова е трета публикација во рамките на проектот Жан Моне мрежи, системи на политики за миграција и азил, во издание на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Проектот МАПС представува конзорциум од 9 универзитети, предводен од Универзитетот во Неапол Ориентале, под раководство на професор Джузепе Каталди, во кој учествува и правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев, под раководство на професор доктор Ана Никодиновска-Крстевска и професор доктор Олга Кошевалиска како заменик раководител. Ова е третата поред публикација од Жан Моне проектот МАПС за системи на политики за миграција и азил, кој што го води правниот факултет, сега е веќе во завршна фаза. Публикацијата, како што спомнавте, е од областа на миграциите и азилот. Генерално тоа е наша, меѓутоа е тема која што ја истражуваме нели последниве години. И тоа се практично резултатите кои што произлегуваат нели од истражувањата во рамките на проектот. Сега, на што конкретно нели се однесува, што конкретно опфаќа публикацијата? Публикацијата е, да речеме, има интердисциплинарен, интеркултурен и одржлив карактер, така барем ние би сакале да го опишеме. Зошто? Прво темата е миграција и азил, значи ги опфаќа, кога зборуваме за интердисциплинарност, ги опфаќа разните системи на политики за миграција и за азил, бегалското право го опфаќа, меѓутоа го опфаќа низ призмата на правото и политиките, и не само тоа. Например, имаме еден труд кој што говори за филолошките, низ призмата на филолошките науки, значи од аспект на преводот, например на Конвенцијата за статусот на бегалците, ги анализира, нели, како се поставуваат кои биле тогаш, кои се сега и слично. Говориме за интеркултурен. Интеркултурен затоа што во книгата учествуваат околу 12, да речеме, автори, меѓу кои професори и студенти, но учествуваат од разни земји, например од Македонија, исто така и од Италија, например од два универзитети, Универзитетот во Неапол Ориентали, од Универзитетот Луиджи Ванвители во Кампања. Така што трудовите кои што ги објавуваме се на македонски, италијански и на англиски јазик. И тоа е нели со цел за да се спознаат сите тие правно-политички традиции на различните земји. И од друга страна говориме дека книгава практично има одржлив карактер. Зошто? Затоа што покрај тоа што учествуваат професори со научно-истражувачки трудови, меѓутоа учествуваат и студенти од прв, втори, трет циклус. Зошто ова? Затоа што самата цел на проектот кој што го водиме нели да всадиме во новите генерации, ние како професори, што е новост и само и за нас, меѓутоа и за нив, едноставно да ги направиме тие истражувања и политики да бидат одржливи во времето. Значи, кои ќе дојдат некој ден здравје на позиција да донесуваат одлуки и да креираат политики, да можат нели да имаат некаква основа. Да, одлична интеракцијата ми се допаѓа затоа што верувам дека взаимно можеби размислувањата, идеите генерацијски сте различни и може тоа да придонесе во добри резултати, меѓутоа ме интересира бидејќи се различни, еве да кажам, целни групи во однос на истражувањето, дали се исто така различни во целите, иако книгата ве обединува публикацијата со професорите од Италија и вие тука дали имате заедничка цел? Генерално да. Целта е да се, да речеме, далекосежната цел е да се постават правилни политики за миграции и да се има подобар пристап во однос на бегалското право и во однос на давањето, да речеме, на азил, на барателите на азил. Знаете, сите оние кои што доаѓаат, например, Европската унија, сега не би сакала нормално да ја критикувам, меѓутоа досега од искуствата и од праксите што ги воспоставува, некако се воспостави дека има малку двојни стандарди во она што е политика за азил. Например, за сите оние баратели на азил кои што доаѓаат од Африка, од азиските земји, од Авганистан и така натаму, некако порестриктивно се однесува кога станува збор за остварување и за постапките на давање на нели за остварување на тоа право на азил. Меѓутоа, од друга страна, например, ги имаме предизвиците со украинската криза. Во однос на украинската криза и бегалците кои што произлегува, нели, излегуваат од Украина, Европската унија сосема поинаку се постави, нели, активирајќи други директиви, давајќи друг тип на меѓународна заштита, така што е интересно. Овие работи
нели овие, како да кажам, интереси не обединуваат, без разлика дали доаѓаме од Балканот или доаѓаме од Италија. Значи едноставно подобрување на генерално системот за азил и политиките за миграција и азил. Нас ни е долг патот кон Европската унија, меѓутоа многу се согласуваме со законските рамки што ги диригира Европската унија и колку ние сме на некој ниво каде што навистина сето ова што е сепак може тука да биде трансфер, меѓутоа престојува мигрантот и сме усогласени со сите закони што ги налага Европската унија. Ти благодарам на прашањето. Значи генерално според извештаите на Европска комисија, барем она што ние го гледаме, Европска комисија проценува дека во голема мера сме усогласени, да речеме, со правото на Европската унија. Особено последниот закон што беше донесен 2018 и слично, нели, за меѓународна заштита, меѓународна и привремена заштита и слично. Во однос на инструментите, да речеме, за управување со надворешните граници, последно е она поврзано со подпишување на договорот за статусот на Фронтекс. Значи тој договор беше блокиран од страна на Бугарија последниве особено од 2 години, да речеме создаден 2020, преговорите почнаа порано 2018, конечно се подпиша, така што Европската унија генерално со Македонија и со останатите балкански земји се обидува на некој начин да воспостави еден заеднички систем за управување на границите на, да речеме, нејзините надворешни граници, меѓутоа управување и контрола на некој начин и на она што се случува во Македонија и границата со Грција или пак со останатите соседи. Така што во голема мера го следиме она што го наложува Европската унија, иако на жал невладините организации тоа го укажуваат, особено меѓународните, меѓутоа и нашите, се разбира, дека постојат многу недостатоци и чекори назад во однос на она што представува заштита на човекови права на мигрантите и на барателите на азил во Македонија. Зошто? Често на границите се случува да има така наречени присилни враќања од една држава кон друга и тоа се случува долж балканската рута. И често се случува да барателите нели на азил и мигрантите нелегалните кои што се затечени тука во Македонија да престојуваат на пример во центри каде што доскоро, например, им беа ускратени некои од основните, како да кажам, права или услови за остварување и на правото на азил, меѓутоа и за престој во нашата држава како нелегални граѓани, како нелегални мигранти. Искрено, многу специфично, многу сериозно за истражување. Веќе мислам дека во последниот одговор кажавте доста теми каде што предпоставувам дека и нови публикации, и нови истражувања се неопходни за да се држи тој континуитет, затоа што секогаш нешто се менува. Сега од минатата година, скоро година ќе биде како имаме украинската војна, што произлегуваат нови состојби, нови проблеми како за Европа, така и за нашата држава и верувам дека ќе се насочите и кон други истражувања и тоа сакав да ве прашам која е целта. Верувам дека работите натаму. Апсолутно работиме. Работиме пред се вмреживме во некои меѓународни мрежи со колеги од разни универзитети, било да се од Швајцарија, Италија, Франција и така натаму. Значи веќе сме, како да кажам, добро инкорпорирани во тие мрежи, така што иако еден проект завршува 2-3, меѓутоа се отвараат нови можности за соработка. За жал, нашата држава или институциите кои што се во нашата држава не се многу, како да кажам, отворени кон соработка, особено во делот на академската сфера, така што не добиваме од нив голем инпут, но затоа се насочуваме нели кон тие меѓународни проекти и слично. Кои се следните чекори во рамките на друг проект што го водиме на факултетот, а поврзан со одржлив развој, затоа што со група на колеги и колешки веќе решивме да му пристапиме по, како да кажам, по целисходно и по конкретно понасочено на одржливиот развој како една од можните опции, да речеме, за понатамошен и нужност за понатамошен развој, така што веќе миграциите и азилот почнавме да ги разгледуваме
низ таа призма, значи низ призмата на колку овие политики, права, директиви, регулативи, национално законодавство или регионални, да речеме, пракси се воопшто одржливи. Така што сигурно ќе следат и други публикации и се разбира и други активности. Вклучувањето на правниот факултет во проектот Жан Моне за вмрежување МАПС представува еден вид на потврда за досегашната работа и посветеност на факултетот на темата миграција и азил и придонесува за да се афирмира истражувачкиот тим кој е посветен на миграциите на азилот и кој преку теоретски анализи и практични пристапи успеа критички да се постави кон современите системи на миграција и азил, како во земјата, така и регионално и на европско ниво.